Пријателе, извини, каде се изведуваат венчавки? Каде? А таму. Фала. Види ги, девојката и човекот. За монака гледам. Што е бе, Ај, девојка? многу сум нервозна. Ај, срцето ми чука тик-так, тик-так. Кај да ќе ми излезе, а сега тик-тик-тик, 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 тик-тик-тик. Така ми прави. И моето исто, девојка, колената ми се тресат. Ќе подем како трупи на место ќе останам. Слушај, а да се предомислиме додека сме добро, Елмас. Како така? Се колнам, ќе се навредам. Се шегувам, се шегувам. Нема враќање овој пат, да знаеш. Ќе ми стане жена и точка, ќе те направам екси беш, да знаеш. Ајде, ајде. Каде рече овој бе? Не знам каде. Дава му ли рече? Дојди, мама. Каде? Дојди. Каде одиме сега? Да ве прашам, се држуваат ли венчавки овде? Вот. Ај, странец. Овој беше Гандалф, еј. Што е тоа? Од филмот Господар на прстените се колам Гандалф беше. Дојди. Гага. Повелете, добре дојдовте. Добар ден. Здраво. Ајде, Елмас. Добро ве најдовме. Како сте? Добро. Како сте вие? Сакаме да ви кажеме нешто. Не можам да кажам, кажи ти Коптагел. Па, господјо, ние се сакаме, заљубени сме и дојдовме тука во Мармарис, се засакавме еден со друг и во прекрасниот Мармарис. Многу се сакаме, затоа се надевам дека ќе бидеме чести посетители на Мармарис, па не разбирате, мислам, ние двајца. Секако. Ама како да го средиме тоа? Рече секако, Елмас. Рече секако, значи нема враќање, нема да не одбиеш сега. Така, значи готово е, средено е се, така, завршена работа, така. Што се случува, господјо Зухал, што е? Повелете, председател. Председател. Овие двајца сакаат да се венчаат. Председателе, итно е, многу е итно. Мора да не венчате многу брзо, председателе. Ние сме многу заљубени и изгубени. Утре ќе си одиме од Мармарис и да не венчате пред да си одиме, господине председателе, разбирате ли? А и навистина, председателе, верувајте, не сте сретнале толку заљубен пар од почетокот на вашето работење овде. Деца, да бидам искрен, ние не прифаќаме пријави за време на Бајрам. Но, ако толку многу вие се сакате и ако толку го сакате Мармарис, јас ќе ви помогнам вам. Председателе, ви се колам сега, крилја ни дадовте. Ви благодарам многу да сте жив и здрав. Сега вие ќе пополните овде 2 документа, а потоа ќе ни ги испратите документите што недостасуваат и што ни требаат за венчавката. И утре ќе ве венчаме, да. во ред? Договорено. Да ви бакнам рака, многу сте голем човек. Благодарам. Ајде со среќа. Благодарам го. Зухал, ти јави ни се ако ти требаат некои документи, во ред? Председателе. Се гледаме. Господјо Зухал, ќе им помогнеме на овие двајца луди. Кога ќе завршите со сите подготовки, јавете ми се вие мене. Секако, ќе ви Во ред, здравам. лесна работа. Фала. Бато, мислев дека денес ќе одиме да им честитаме на комшиите за Бајрам. Оди кај сакаш, само остави ме. Добро. Доста е. Сега ќе испарам се. Се чувствувам како некој нечист партал.
беше тоа? Некој како да викаше, нели? Еј, зошто? Звуците доаѓаат од куќата на Исмаиловци. Ти чекај тука. Ќе одам да видам и веднаш се враќам, добро? Исмаил! 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 Каде си ти? Ај, Господи Боже, каде ли е? Да не е во оваа соба? Еј, затвори врата, бе! Затвори! Ау, Боже! Ај! Не знаев, навистина, не знаев дека е ова бања. Ај, Боже! Боже! Што правиш тука? Навистина, слушнавме ние некоја чудна врева и си реков да проверам од каде доаѓа. Абе, девојка се влегува во бања без да се тропне. Да, ама се колнам, моите очи не можеа да видат ништо, не знаев дека има бања овде. И моите очи не гледаат убаво, не грижи се ти, не видов ништо јас. Па сега ти се нормални. Всушност, сега го забележав тоа, ама во тој момент не можеа да видат ништо, далеку беше. Добро, ајде тогаш оди си. Добро, туку, зошто се капеш сред бел ден? Се чистам од Илѓун. Сакам да си ги смија моите грешки. Значи му ја остави Илгџун на фер. Нека си ја земе, нема други девојки. Добро, има ли? Веројатно е тука некаде. Исмаил, може ли да ти кажам нешто? Кажи што сакаш и оди си. Прв пат те гледам толку јасно. Машала, машала, навистина си бил многу згоден. Абе види, откако и се поправија очите, убава е. Абе место коптагел, јас треба да си ја земам доне. А што ќе правим ако и се расипат пак очите? Господе, не знам. Ајде. Што се случи тамо, сестра? Ништо, само Бурали Исмаил се капеше. Да. Да? Овде ли е коптагел? Не? А зошто прашуваш? Очите ти се пак нормални, знаеш? Го видов Исмаил како се капеше и очите одеднаш ми се отворија како поклопец на лименка и така и остана. Еве ме гледаш, многу се убави. Тоа значи дека не е така само заради коптагел. Да, и јас само што го сватив тоа. Значи, се случи заради оваа ситуација? Да. И какво чувство предизвика сега во тебе, Бурали Исмаила? Види само, очите целосно ти се поправија, како цвеќе порасна и се отворија. Дури е подобро од коптагел. Навистина, не разбирам што се случи, се колнам. Сега главата ми е многу збунета. Како и да е, слушни ме што ќе ти речам. Исмаил Што? ми рече вака, сакав да ја измијам Илгџун. Ај, и што ќе прави сега? Жал ми е за неа, сама ќе остане во животот. Ој, жал ми е за неа. Ама не зборувај така, сигурно и таа ќе си ја најде среќата, нели? Да, така е. Секој со Да. својата среќа. Со среќа нека е. Фала и на тебе. За неколку дена ќе дојдам да ги земам производите. Добро. Тогаш извинете ме, морам додам. Ме чека долг пат. Добро, Фала. среќен пат. Пријатно. Пријатно. Со среќа нека вие, Господа е со вас, дај Боже. Фала. Со среќа, Перицинко. Фала многу, фала. Аха, татко ми ме бара. Ало, тато, каде си?
Каде можем да бидам бе? Во Истанбул каде можем? Што правите вие таму? Како си? Добро сум, добро. Добро напредуваме со работата. Чекам да се вратиш. Добро, слушај, имам едно прашање за тебе. Мајката на Лази Исмаил требаше да дојде во селото на одмор. Таа уште ли е во селото, кажи ми? Зошто те засега неговата мајка? Браво си, синко, браво си. Мене не ме засега мајката на Лази Исмаил. Едноставно ми падна многу непријатно така. Момчето сакаше да ме запознае со мајка, ама јас не можев да дојдам да ја запознам, срам да ми е. Лази Исмаил замина од селото. Се случија големи работи. Решат се предомисли во врска со венчавката. Лази Исмаил се налути и замина од селото, беше тука. Ама мајка му кога тргнала од Истанбул се изгубила, некој си таксист таму ја удрил. Што? Таксист ли ја удрил? Да, се случило нешто. Лази Исмаил отишел во Истанбул да ја спаси и од таму ќе ја донесе дома. Ај, беля... Значи, Лази мајка му сега се во Истанбул, а? Токму така, колку пати да ти кажам. Ако сакаш, запознај се. Не може бе, синко. Зошто јас да се запознавам? Па не се знае, може би ќе си се погодите. Не, синко, не. Јас вечерва ќе тргнам, а утре изутрина ќе бидам таму во селото. Кога и како да ги видам, нема да ги видам. Добро, тато, добро. Вози внимателно. Добро, не грижи се ти. Ајде, должи толку, ајде. Исклучи, ајде, исклучи. Иди го бе ти ова, бе. Јас бегам од Лази Исмаил и мајка му, а тие доаѓаат овде во Истанбул сега. Многу го сакам Мармарис. Се што ти треба за 5 минути се решава. Во Истанбул 2 сати се вртиш во круг. Знаеш, Душо, имам една причина да го сакам Истанбул. Не знам која е причината што го сакаш Истанбул, а Елмас? Го сакам Истанбул, Душо моја, затоа што тебе таму те запознав. Ах, ти заљубена си, Жимми, се заљубена си, знаеш ли? Чекај, Елмас, чекај малку. Што е? Чекај да видам, мора да имам некоја болест сега тука. Се разбираш ли во тоа? Се разбирам. Што? Види, има огромна дамка на срцето, бе. Ај што зборуваш, немој да ме плашиш. Елмас! Што? Не гледаш ли во срцето има огромна дупка, не ли гледаш? Не гледам, каде? Тоа е твојата љубов, таму е запишана. Ај, значи ме преплаши, Душо. Да се плашиш, ти да се плашиш, од сега плаши се само од мојата љубов. Така е, драга моја Елмас, Ај, Душо моја, чекај сега јас да ја видам мојата слика. И на моето срце пишува Коптагел. Елмас, што правиш ти? Што е? Се сликаше гола ли? Ќе се посрамотиме ако некој го види ова, бе. Ајде те молам, врати ја. Љубоморен ли си ти? Елмас, не сум љубоморен, ама не сакам вакви ситуации. Абе, ако те фатам целиот, ке те изедам јас. Како сте, девојки? Добро, ни носиш вести? Имам добри вести. Се договоривме. О, Види, направивме протокол. Тие ќе земат се што ќе се собере, види. му благодарам на Бога. Бето Ферид, може ли да поразговараме за нешто? Секако да разговараме. Зашто? Прво види го видеото, потоа ќе разговарам. Видео? Какво видео? Види ги. Види ги. Уста на уста бакнеш. Не е на уста, на носе. На нос? Да, тоа се фантазиите на тетка ми и зет ми. Значи не го одрекуваш тоа. Признаваш дека тебе ти е зет. Како можам да не признаам? Вие тука сте ги добиле сите информации. Зошто измисливте таква не лажевте сите, Заради тебе? Заради мене? Да, дента кога требаше да дојдете во Истанбул, да се запознаат татко ми и татко ти, тогаш се јави и Решат. Каже и тој дека ќе дојде. И татко ми ме напаѓаше дека сум се сретнал со вас. Зет ми тогаш мораше да се вмеша. Јас најдов еден клиент за она селиште, таму насел, и договорив состанок со него во ресторанот блиску до канцеларијата. Ама, во исто време, најдов еден друг клиент и другиот купувач има многу повеќе разбирање. Разбираш ли? Ќе се најдеме со него во канцеларијата и ќе му побарам поголем износ. И ќе го запознам првиот купувач, за да нема проблеми. И тогаш јас ќе го вратам назад. Добро, ќе го вратам таму, а ти тогаш ќе ја дојдеш. Добро, во ред ли? Добро. Тато, како може така? Може, зашто да не може? Го знам, јас ќе даде тој 3 кокошки, ќе рече, ќе платам јас на рати. Пуштете го.
Тато, денес има многу важен состанок. Каков состанок, бе, каков состанок? Освен ова, ништо друго не треба да ми биде поважно. И што се случило потоа? Што може? Се противев да се сретнам со тебе. Што е ова? Ако не одам да се видам со него, никогаш нема да се сретнеме со овој човек. Ај Боже. Препушти ми го мене ова. Што да препуштам? Препушти ми го мене ова, тој човек, мислам, препушти ми го. Што ќе се случи, зете? Дај ми ја адресата. Мора да се снајдеш со тој човек. Еве, јас вртам волан 14 часа дневно, нема ли да свртам еден човек, бе? Препушти ми го ова мене, знам како да го решам случајот. Можам да го средам тоа, бидете спокојни, сите во ред. Зет ми го зазеде местото со добра намера. Секако мислејќи дека нема да се видиме со татко ти, ја играше улогата на најстар син. Како можевме да знаеме дека Решат зборувал напразно, а татко ти одлучил да ја купи земјата? Кога нештата тргнаа во оваа насока, татко ми кажа лага. Браво, бе, синко. Синко? Тато, како тоа, синко? Добро, бе, ај, не должи сега се случи што се случи сега. Од сега, Коптагел мене ми е најстар син, така да знаете. Планираа да ја продадат земјата и да се вратат, ама кога дознав дека си тука, тргнав со нив. Дојдов кај вас. Дојдовме на неколку дена. И колку дена поминавме, ова е лага. Прво се почнува како нешто мало, а потоа расте и се преправа во големо животно. Потоа, не отстапувајќи ни чекор, стигнавме овде. И што ќе се случи сега? Нема што да се прави. Лага е. Знаевме дека еден ден ќе исплива. И исплива. Ама ти не грижи се. Еден ден ќе му ја кажеме целата вистина на татко ти. Целото село го знае тоа. А и заборавивме на ковертите, каде да ги ставиме? Во минибусот, а? Остави ги и онака сите во нас ќе гледаат, ајде не грижи се, нема да забележат без гајле. Само напред. Добар ден на сите. Добре дојдовте. Доброве најдовме. Многу е жешко, има 50 степени сигурно и... Добри луѓе доаѓаат кога зборуваш за нив. Каде беше зете? Епа, Фердо се јави од полициска станица. Ја нашле кутијата и отидовме да ја земеме. Еве, погледнив на тревети. Остави ја кутијата, зете. Ферит, имаш топлотен удар или нешто слично? Немој секој пат брат ти да го викаш зете. Да, тоа е меѓу нас, така се викаме. Девојките го знаат тоа, знаат и разбираат, нели? Така ли е? Така ли е, зетко? Може би треба да го ставите тоа со зете. Ја знаеме ние вистината, Коптагел му е на вистина зет на Ферит. А како знаете, не разбирам. Не труди се напразно, знаат. Овде е доказот. Тоа е фотомонтажа. Има такви програми каде што се средува фотомонтажа. Види колку сме убави. А човеков ја бакнува жената во нос. Те глупости, бе. Исклучи. Нели ви е срам да го снимате нашиот приватен живот? Срекни ли сте? Веројатно веќе го најавивте тоа кај старешината. Воопшто не ви доликува тоа. Бога ми, не помислувајте да ни се нафрлите на нас, тетка Елма. Вие сте му тетка на Батоферит. Па ќе ни станете тетка и на нас, нели? Сега се менува само ситуацијата на Бато Коптагел и тој сега ни се паѓа зет. Кој друг ја знае вистината, Фердо? Никој освен тие тука. Така, Илгюн? Не кажавме никому, ама кога ќе дојде татко ми ќе му кажеме и нему. За да се предомисли за твојата венчавка со Илгюн. И да сака, нека се предомисли. Ние утре ќе се венчаме. На вистина? Се жениш утре? Елмаз, покажи ми ги документите. Документите се спремни. Утре Елмаз ќе ми биде сопруга. Моја. Тетка Илмаз, нели е гревото да бидеш таква невеста? Не е греота, потрошивме толку пари, порачавме венчаница, многу пари потрошивме. Не, утре ќе облечам венчаница, дај Боже. Тогаш ние ќе ви приредиме кна вечер. Таа е задолжителна.
Нема шанса, ако има къна вечер, ќе разберете. Не, фала за къна вечерта, те молам. А и копта гелево право, девојки. Ама нема невеста без къна вечер. Барем малку, барем на ноктот. Да ставиме малкуцка да малиот прста, потоа ќе го намачкам со лак и ќе го покријам. Ќе ги изедам тие прстења и јас, да знаеш. Како ќе организираме къна вечер? Не мисли ти на тоа воопшто, Коптагел. Ке средиме ние се. Тетка Илмас, јас од мајка ми имам биндали фустан. Ако сакаш можеш да го облечеш и него. Ај. Што е бирдали? Фустан биндали. Фустан. Слушај, дуждени другите нема да знаат, така? Не грижи се ти за тоа. Тато е се уште во Истанбул, нема да дојде. Совршено. Фала. Тето, дозволи ми бар да честитам. Ајде, дојди, принцо мој убав. Ајде. Честитам. Елма своја! Фала. И продолжете со видеото. Добра работа завршивте. Тето. Дојди. Ајде, брат. Абе! Да не сакам месо магарево, бе, што му е? Замолчи, бе! Господе Боже. Нема да кажам ништо. Се кријат од мене тие работи, ама нема да кажам ништо. Да знаете така. Какво криење, бе? Од жените мора да се сокрие вакво нешто. Таков е случајот со ова село. Забрането, незабрането, Господе Боже. Ерол, слушај, овде има вода. Никој нема да разбере. Мајсторе, слушавам. На ваква ноќ жените одат на горниот кат и прават къна вечер. А мажите прават скара, ете така оди тоа. Не зборувам за тоа. Ако дознае господин Дузгюн дека ќе се венчате, нема да ви ја даде Илгюн, тоа е сигурно. Да се обложиме, Ерол? Не, бато, не. Треба да се плашам од вас, а не да се обложувам. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun. Ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı. Ben köyümü özledim. Чекај да те видам уште еднаш. Навистина, нормално. Погледни натаму. Погледни ме мене. Навистина. Да, овој пат се сосема нормални. Да, бато. Кога го виде Бурели Исмаил и се поправија очите. Всушност, досега очите и беа свртени едно кон друго. Очите и беа затегнати гумички и кога ќе ги отпуштиш, се враќаат на свое место. И што се случи потоа? Очите и се ослободија. И се ослободија очите. Погледни ме ти мене. Не зборувај глупости, зашто има да ти ги скршам нозете. Добро, бато. Ама бато, досега всушност не гледав ништо. Во тој момент очите се поправија, гледав подобро. Добро, заврши веќе со тоа, заврши. О, момче, добре дојде. Добре дојде. Добро вечер. Добра вечер, Доне. Добра вечер. Добра вечер. Дојди ваму, седни, дојди ваму. Само што зборува без ве. Зарно да е, зашто зборувате? Па ете, седнавме со девојките и поразговаравме. И што имаш, браце? Како да имаш нешто да понудиш? Што нудиш? За добар повод е ова.
Господи Боже, кажи ми што мислиш? Па видете, јас се ичеткав, се изрибав и одлучив. Затворив секакво поглавје во врска со Илгјун и донесов одлука. Со дозвола на возвишениот и на пратеникот Господов од вас ја барам Доне. Доне? Победата е во мои раце, девојко. Да, таковара. Да, Доне. Доне не може. Ти ја давам јапрак. Бато! Молчи, девојко, молчи. Господи Боже. Не, јапрак нема шанси. Во не е заљубен мојот брат, не можам да го изневерам. Синко, беше љубов. Не може. Ке се врати во селото и нема да можам да го погледнам во очи. Слушај ме, дај ми ја Доне. Слушај, пријателе, не може Доне, земи ја другата, Исмаил нема да се врати во селото. Бато, што зборуваш? Молчи или ке се добиеш една од мене. Абе, бато, не може јапрак. Ја гледав како сестра толку многу години, ме сваќаш ли? Слушај, не ја гледај како сестра, гледај ја како маж. Прости ми, Господе. Не се смеј, девојко. Не може, му ветивме на Коптагел. Бато, зошто го пресекуваш толку брзо? Што можеш да знаеш во врска со тоа, кажи ми? Ако уште еднаш ми се спротиставиш, навистина ќе ти удрам ќотек. Абе, послушај ја ти, Доне. Размисли, навистина ќе ја земам Доне. Ќе ја земеш Доне и ќе заминеш, ќе си поиграш и ќе ја исфрлиш. Бе, што зборуваш? Абе, јас ке си ја чувам Доне. Ти ја направам најсрекната девојка. Ти се колнам сите ки љубоморите на мојата Доне. Слушај, ваму, реков не може Доне, земи ја јапрак, го смени стилот, стана убава, како модел. Не може така, бе. Јапрак. Ме сакаш ли? Доне, сакаш да сомашиш за мене? Бога ми, отворена сум за такви предлози. Гледаш, бато таа сака да ја дели куќата со мене. Доне, ке се грижам за тебе и ке живееме срекно до крајот на животот. Пријателе, ти не ме слушаш мене. Реков дека не може и готово. Господи Боже, дојде во името на возвишениот и неговиот пратени, Господи Боже! Господине Решат, размислете подобро. Ајде сега, ајде, оди си. Бато, зошто ми ја уништуваш среќата, а? Може би со Коптагел нема да ми биде убаво. Зошто, бато? Жените избрзуваат вака. Зошто мислиш дека со Коптагел нема да успееш ништо? Ако не успее таа работа, господја Елмас нема да ме погледне в лице. Господи Боже, мислите само на себе. Да, ама Бурали Исмаил не е лош воопшто. Освен тоа, бањата има и джакузи, бато. Што има? Па дури и она големото. Слушај, ваму, рече дека не гледаш ништо. Кога влезе во машката бања, дојди ваму, ќе ти ги скршам нозете, дојди ваму. Ќе зажалиш што си се родила. Бато, не, бато. Што бато, правеше во машката бања? Ама ништо, бато, ништо не скршам видов. нозете, рацете, све ќе ти искршам. Господе Боже, зошто е толку луд брат ми на тоа джакузи? Зошто бе, ја сакам Доне, не можам да ја земам. Бато, немој. Дојди ваму, реков. Што се случува? Дојди ваму. Бато, чекај, бато. Тргни се. Чекај малку, ќе убиеш девојката, зашто е виновна таа? Прашај ме мене. Слушај ваму, имаш ли джакузи? Да, кусиот Исмаил го намести. Тргни се да не те убијам. Бато, ете затоа ќе ја убијам Доне. Тргни ми се од патот. Застани, смири се, немој. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim. Даде Илмас, ајде заплачи веќе. Ние се направивме само за да те расплачеме тебе. Вие се обидувате да ме расплачете ли? Да. Ај, ама зошто да плачам? Имам 35 години и се мажам за прв пат во животот и се мажам за човекот што го сакам. Зошто да плачам? Сакам да играм и да танцувам како луда. Добро, ќе ти ставам крен, ајде.
Да видам. Daracık sokaklar, kızlar misket yuvarlar. Kızlara koca vermiyor, kocaman kocaman karılar. Oy farfara farfara, ateş düştü şalvara. Ми се пријаде доматче малку. Падна овој. Не падна. Заспа. Зашто да не спие? Зете, да го кренеме, што да правиме? Абе, брат, а зошто да го кренеме? Навикнат ли е на вакви работи? И тој е како мене. Не е навикнат, верувај ми. Не го креве, нека лежи таму, нека спие. Ај бе, Фердо бе. Уште малку и ќе се венчам бе. Господе Боже, тоа ти е судбина, знаеш. Дај Боже, Зете. Заедно ќе го направиме тоа, ќе спремиме се. Фердо, додека не кажеме дека е завршено, не е завршено. Без гајле, Зет ти е покрај тебе, брат. Според твоите можности што ги знаеме, го знам крајот. Види го. Сигурно ќе бидеме во иста состојба, ти се верували. Зете? 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 Мајко? Зете? Мамичке? Зете? Бабо, рече дека ќе се вратите заедно. Ама старешината Емине не се врати. Се надевам дека е во ред. Не, синко, ќе ја примат во Министерството неколку дена. Во иднина заедно ќе спроведуваат многу важни проекти, да. Па, да не се изненадиме ако стане пратеник на следните избори. Дај Боже, и тоа ќе биде ако замислил Господ така. Ако стане пратеник да Емине, ќе имаме среќа, ќе направи многу добрини за нашето село, сигурно. Кажи амин. Ќе кажам амин, да. Дај Боже, ох, навистина ми недостасуваш ова место. Бевте ли да прошетате? Да, секако дека прошетав, отидов да го видам. Ме однесува во градот, а потоа и на друго место. Еве сега и тука ќе прошетаме, така? Машала. Почна ли, а? Почна ли? Не, тато, уште не е почнато, ајде. Добре. Леле. Секоја чест Елма свиди, после сите овие години ќе го направи Коптагел мој зет. Чичко Фикри, милотија што Коптагел ќе ти биде зет, нели, а? Нели? Кој да е, веќе стана, што? Полека. Благодарам. Фала. Нека повелат светоците. Фердо, дојди, седни овде. Драги гости, добре дојдовте на венчавката на овој многу убав пар. На овој среќен ден им честитам на двете фамилии. Сега сведокот на невестата, Ферит Сабит. Убав тој на тета. Сведокот на младоженоцот Илкјун Дору. Во присуство на вашите гости и со ваша дозвола, ја почнувам церемонијата на венчавката.
Поднесовте барање за брак, ние ги проверивме вашите документи и видовме дека нема пречки за да склучите законски брак. Ај, фала му на Бога. После вашата молба за брак, со почит кон вашите сведоци и вашите гости, јас ќе морам да ве запрашам уште еднаш. Драга Елмас Екси, дали се согласувате без никаква присила да стапите во брак со почитуваниот Коптагел Беш? Да. Почитуван Коптагел Беш, дали вие без никаква присила се согласувате да се венчате со овде присутната и почитувана Елмас Екси? Ги слушнавте одговорите на младоженците. Дали вие ќе сведочите сега за тоа почитуван Ферит Сабит? Се согласувам. Драга Илкюндору? И јас се согласувам. Паметно девојче. А јас, во согласно со овластувањата што ми се дадени, сега ве прогласувам за маж и за жена. Нека ви е со среќа и на двајцата. Поверете, подпишете се. А каде да подпишам? Не, под името. Елмас, под името. видов. Чекај, тука, ето. Да, таму, под името. Да, борете. Чекај, каде е мојот... Еј, си испали, че ми за го снема моето име. Еј, си изгубив од возбуда, еј. Инаку мојот подпис е малку подолг. Ето. Сега ќе ги замолам и сведоците за подпис. Ајде, подпиши си ти. Готово ли? Ајде. Готово ли? Се уште не. Зошто ме згазна, бе? После подписи, вашиот брак е конечно склучен. Пред вас е прекрасен живот. Ви посакувам среќа во животот и на невестата ти го предавам венчаниот лист. Еве го овде, нека ви е со среќа. Може да ја бакнете невестата. Ајде сега бакнете ја невестата. Не може и откриена сега вака. Ви честитам. Ви честитам, со среќа. Ето, честитам. Господе Боже. Чекај. Полека, полека. Што правите? Што е ова, бе? Не бегаме. Што? Не пукајте, ало, Ај, Боже. Господе. Види го. Што е ова? Што е ова? Што се случува? Чекај, не се веќавте, така? Се шегувате, така? Тоа е за во каталог. Зошто никој не зборува? Господине Решат, погрешно мислите, за жал. Ние се венчавме. Не е можно. Ти си тетка, а тој ти е внук. Не може така. Не го дозволувам ова. Очи, бе, еј. Крисинко, што си направил? Што е ова? Ова е голем срам. Навистина голем срам. Да, нека објасни некој, не стоите само и да гледате, ве молам. Накратко сега ќе ви објаснам. Коптагел мене не ми е син. Како, што? Како тоа не ти е син? Слушај, мамо. Всушност, мој најстар син е Ферит. Малку ние се пошегувавме, ама сега веќе мора да се каже што е и како е. Се викам Коптагел, презиме Беш. Елмас! Сега веќе се викам Елмас Екси Беш. Не е можно. Дадо, ајде, дојди.
мојот камен на трпението. Единствениот мој пријател што ми ги слуша тајните. Видели што се случи, а? Излезе дека Коптагел не му е син на Дужџун, туку дека Ферит му е син. Дужџун не го сака Ферит. Секогаш го вика слабак. Собствениот син го нарекува слабак. Што да правам? Колку долго ќе ја кријам ова тајна јас, што да правам? Камену на трпението, а? Единствен пријателе мој, што да правам јас? Што да правам? Епа, видете, нарешот нема да му се случи ништо, нели? А? Нема да полуди, нели? Да им се јавиме ли? Јас мислам нема потреба од толкави грижи, ќе му дадат инфузија капка по капка и тоа е тоа, кукурек ќе биде. Каков човек си ти, бе? Ги шокиравте луѓето овде. Да те шокираме и тебе. Како ќе ме шокирате вие мене? Тато, изгледа дедо ти оставил мираз. Што? Како мираз? Илгюн, ќе ја донесеш кутијата? Каква кутија, бе? Господин Дузгюн ми ја даде. Дедо рекол тој што ќе дојде прв до неговиот гроб да ја добие кутијата. И како за крај, Ептен се изназборувал, значи не можел да запре, а ако почнеме да ти раскажуваме, нема да престанеме. Кога отидовме на гробот за време на празникот, господин Дузгюн рече дека тој така сакал и ни ја даде. Не сакавме да ја отвориме кутијата додека не се вратиш. Што има во таа кутија? А, што има? Може би е празна, нема ништо, отвори ја, види, слободно. Ако е празна, зашто ми ја остави овде пред нос? Зете, ако е празна кутијата, може ли да ја земам за накид? Ако ми дадат накид, таму ќе го сокријам. Како се отвора ова, бе? Како се отвора сега? Јас не можам да го отворам ова. Чекај, мрсни ти се рацете полека, вака се отвора тука, е тука. Од овде треба да повлечеш малку, само од оваа страна. Добро, бе, добро, чекај. Еве, точно овде. Чекај малку, чекај, ајде сега. Оп, ете. Еве го, добро, се отвори го капакот сега, гледаш колку лесно е. Да, може то, да. Ете, празна е. Како празна, бе? Еве, овде има една преграда. Еј, има ли нешто таму? Чекај, ќе видиме, чекај. Пари ли оставил, а? А, изгледа дека има некакво писмо. Тргни се, бе. На арапски е ова. Ова е на турски. Читај тато, што напишал. Добро, бе, чекај. Ако го читате ова писмо, значи дека сте ми дошле на гробот. Ама, дали дошол Фикри, или внук ми, или внукот на внук ми, јас не знам. Само треба да ви кажам нешто и еве што. Вечерта, кога се родија децата на Фикри и Дузџун, нивните места беа заменети. Што? Значи, ќерката на Дузѓун всушност му е ќерка на Фикри, а син му на Фикри му е син на Дузѓун. Што зборува? Што се случува? Вистина ли е ова што го зборува? Што значи тоа? Чекај. Ме посети никој од мојата фамилија за да не се изгуби ова писмо и да не заврши во туѓи раце. Сметав дека е добра идеја да го сокријам и да не го покажувам на никого. А ако не го прочита никој ова писмо, никој нема да биде разочаран. Ама, ако го прочита некој ова писмо, се ќе се дознае. Ова писмо го напишав за да си ја олеснам совеста јас, Басри Сабит. Зете, може ли да е вистина ова? Не, душо не, глупости се тоа. Глупости се, нели? Јас сум ќерка на Дузѓун. Мене ти си ми татко, тато. Ти си наша сестра. Не, може би не. Ферит ни е брат. Тогаш Илѓун ми е сестра мене. Тогаш Илѓун ми е внука. Ама сега се испомеша, многу збунувачки е селото ова сега. Видете го неговиот последен здив, сите ги збуни, цела фамилија се измеша меѓу себе сега, хеј. Не бе, не може ова. Ова го направил само затоа што ми се налуте што забинав. Вистина или не, само еден го знае тоа, баба Нури е бабицата што не родила.
Сега ова многу ме заинтересира да влеземе сите заедно во минибусот и да одиме, а? Дајде да одиме, ајде. Тргни се, Јакната, чекај. Бега од тука. Јакната, тргнува еде. Ова, не ли гледаш, палто е ова. Не е јакна, бега еде. Ајде. Пешки ќе одиш, да знаеш, ало? Ај, не ми се верува. Кажи сега дека се е лага. Да речеме дека татко ми намерно го направил тоа. Точно е. Се сеќавам на се како да беше вчера. Вака се случи сето тоа. Чекај, Керко, доаѓам. Добро, добро, Керко, добро. Добро, Керко, добро. Ајде. Мило моје, мило моје, мило моје, мило моје. Фикри! Што се случи? Нека расте со татко и мајка. Навистина ли? Ај, ми се родил син, мајко. Ми се родил син. Татко, татко! Ми се родил син. Види, ми се родил син. Татко, слушај мамо. Татко ти е виновен. Кога почнаа да се пораѓаат твојата сопруга и сопругата на Дујџун, татко ти ми се јави и ми рече, ако родиш жена му ќерка, а на Дујџун ако му се роди син, тогаш машкото ќе му го дадеш на Фикри. Навистина така ми рече. Зашто сум виновна јас? Татко ти е виновен. Што треба сега ова да значи, а? Да донурие, Господа те казни си, ти си поигра со нашиот живот, а? Не сум виновна јас. Татко ти е виновен. Во ова село никој не смееше да му се спротистави на татко ти. Знаете ли, колку долго ја кријам оваа тајна, не кажав никому. Му кажав само на овој камен. Знаете ли што се преживеав за овие 25 години јас? Знаете ли вие? Дали знаете? Ќерко? Од тебе побарав пари само за една фабрика. Колку беше ти тврдоглав. Се откажа од мене како татко и ги замени местата на моите деца. Што да се каже сега за минатото? Таков беше татко ми. Јас тебе ти простувам. А прости ми и ти мене сега. Оман бе. Тето, те молам. Жити Бога, зашто плачеш ти? Види, ако треба да плаче некој, тоа сум јас. Се чувствувам како риба без вода, не прави вака. Добро, тетино, ама ете, уште ме викаш тето.
Со годините сакам како мој внук. Сега Илгюн ќе ме вика тето. А ти како ќе ме викаш сега, Ферит? Ај. Елмаз, Чичо да те вика, ако не. Господе Боже, па како да те вика, ќе продолжи да тето се разбира. Не прави вак, хајде. Да, лесно ќе се заврши, не плачи. Па, Ферите, на Чичко Дужин, биолошки син, ама тука има и заеднички спомени што сте ги доживеле. Види, што треба да прават девојките? Има сестра, а сестра им сега... Еве, и мене сега ме расплакавте. Немаат сестра, ама имаат брат. И што треба да направат? Погледни ги. Илгюн, му кажа ли на татко ти... Мислам на татко ми. Не е важно, што рече тој? Не рече ништо затоа што не му се јавив на татко ми. Мислам на татко ти. Морам да ви кажам нешто. Татко ми го затвориле во затвор во Истанбул. Што? Како дозна дека е во затвор ако не се јави? Му се јавив на Маџир Исмел, тато ги нашол. Се случила голема расправја. Веднаш се вмешала и полицијата во Истанбул, ама Маџир Исмел поднел пријава против татко ми. Бидејќи Ѓутан веќе има 18 години, веќе е полнолетна, случајот не поминал како грабнување и не знам што ќе правиме сега. Илчун, Ферит, ајде одиме и да го извлечеме Дузгюн од затворот сега. Ние сега сме на голема фамилија, нели така е? Веќе јас не сакам да има никакви расправи и тепачки повеќе. Сега сите ќе живееме овде како браќа и како сестри, во ред? Добро. Така е, ајде. А тато, веќе не сум ти син, нели? Илгюн ти е ќерка. Би сакал да те замолам нешто. Ферит, сико, ти ќе ми бидеш син секогаш и секде. И Илкун ќе биде моја ќерка. Прашаја да ајде? Вака да направиме. Штом веќе не сум ти син, сега ќе ти бидам зет. Со твоја дозвола и дозвола од Севишниот ја барам раката на Илгюн. Баджанак, ако сакаш размисли за ова. А зошто треба да размислам? Илчен, Черко, го сакаш ли ти Ферит, го сакаш ли, а? Погледни ме мене, не срами се, кажи ми, ајде, кајде? Го сакаш ли? Го сакаш или не? Го сакам. Ема добро тогаш. Ја давам.